62 minuta, konečno vedemo na Farskite ostрови s Kršem Popušti. Koji drug ako ne Bojan Milovski, snodljivo, precizno, da ne rečeme se namesti so natrčno efe pokraj golmanov. Ja plasiraše topkата во мрежата. Добре. Се гледаше дека ова е тврд надпревар, дека Фарските острови не се дојдени овде да се брана, дека и тие игра покажа и овој гол доаѓа точно на време. 62 минута, Миловски 1-0 за Македонија на прагот след продушта едновременна победа. Минута на преварот Македонија Фарски острови. Убаво водство за нов успех. Некаде финишира овој направа, сигурно последните секунди, уште 30 на секунди од регуларниот дел. Најверојатно ќе има судиско продолжување, бидејќи имаше дури 6-7 измени. Меѓутоа, вака како што течат работите, Македонија играат состо и сигурно и би требало да го добиеме овој дуел, овие 3 бода и што е можеби исто така многу важно, мрежата на нашиот златен голман Столи Димитриевски да остане незатресена и пети надпревар едно по друго, 450 минути да остане несовладан. Она што вреди да се одбележи и што заслужува на овој надпревар е сигурно борбената игра на нашите момчиња и желбата да го завршат овој циклус со победа. А главното што се случи беше 62-та минута, кога по една подлога акција на нашиот национален тим. Топката се шеташе кусо време во 16-зетникот на Фарските острови, а Бојан Миловски се најде на вистинското место и вистинскиот момент, успеа да се намести и да го сврти стопалото и со натрешно ефе мощно и прецизно да ја пласира во мрежата на Фарските острови. Тоа беше убав гол кој предизвика радост на оваа публика која денес, за разлика од надпреварот против Летонија, е во малку поголем број. Околу 4000, можеби и нешто повеќе љубители на фудбал се најдоа на северната и јужната трибина, мал дел и на она популарна западна трибина. Се игра судиското многополнување. Фарските острови денес покажаа дека сепак не се фудбалско добро безкорени, одиграа коректно, иако Македонија беше половин противник. Да ги проследиме и овие, би рекол, завршни секунди и да посакаме да се одбраниме како што се бранеме и досега. Браво, Столе! Гол аут, тука е крајот.
Има още една измена на нашия селектор Благоja Милевски. Из негова Барди ја предава капитанската лента. Давид Бабонски ги одигра овие завршни секунди. И ова се брои. Оно што сакам да го одбележам, мислам дека 54-та минута кога нашиот селектор се реши за една хокеарска измена, кога одигра излегоа Илиевски, Чурлинов и Трајковски, а влегоа Ашковски, Кјамили и Мила Ристовски, некако му даде инпут на нашиот тим, на нашата игра. Се забрзаа тие додавања, се играше со кратки пасови и сето тоа само 8 минути подоцна резултираше со рекол голот на Миовски. Одиме со завршница дегажман на Столе Димитриевски. Во секој момент се очекува крај на овој надпревар. И рекол една победа на која не треба да и се гледа во зави. Победа е победа, успешно го завршуваме циклусот на нациите со 3 бода, со 4 победи во низа, 2 на гостувањата, 2 на градскиот стадион. Нема тука причини за резултатско незадоволство. Секако дека овие момчиња, овие репрезентативци предводени од Енис Барди и Елиф Елмас, Столе Димитриевски, патен да споменеме дека на овој надпревар Елмас не играше ради повреда, што секако се осети во квалитетот на играта. Но се покажа и дека без еден од нашите најдобри репрезентативци умееме да играме, да ја чуваме топката и да одиграме, што се вели фудбалски, на резултат. Ми се чини дека ова е некоја последна ситуација, корнер за фарските устни, подршка од публиката. Чиста работа и мислам дека ова е крај. Ова е крај на овој надпревар. Се чека тој последен свиреш, и публиката го бара тоа. И тука сме! Победа на Македонија. Македонија, Фарските острови 1:0, полувреме 0:0. Стрелец на единствениот гол, кој донесе 3 нови бода и пласма на првото место со завидно бодово салдо кое ветува бараш надпревар за пласма на светското фудбалско првенство 2026 година во Америка, Мексико и Канада. Боја Миовски, 62 минута, 1:0 за Македонија. Тоа е резимето. И секако честитки за Столе Димитриевски, јунак, кој успеа да сочува својата мрежа и кој до март ќе се горде заедно со нас на овој рекорд. 5 надпревари без приемен гол. Браво, Столе! Одиме понатаму со фудбалската репрезентација на Македонија. Како и да е, другите работи во федерацијата околу неа и надворот неа се течат, но овие фудбалери заслужуваат подршка, заслужуваат и повеќе гледачи и овој постигнат резултат и пласмат во Б дивизијата не треба да се заборави и треба да се почитува, цени и секако да се поздрави.
Гледаш како поврат изгледа, затоа ти викам. Бургутав, Македонија сака фудбал, а? Да, дефинитивно овој народ сака фудбал. Потребни се само повеќе резултати и подобар амбиент во и околу федерацијата и секако почесен прилот од нештото. Тоа е.